Почнува ново издание на информативно-аналитичкиот магазин 360 степени. Добро вечер. Еве ги темите. In theory, it is possible that Mr. Gruevski is already a Hungarian citizen. He had a right to apply for it. Има ли воопшто правна основа за Груевски да биде екстрадиран, откако идниот премиер рече дека Унгарија нема да биде депонија за странски криминалци? Докаде е постапката по барањето на Усија за обнова на интегрираната дозвола? Нашите бели дробови немаат цена и ние ги браниме до крај. Нашите очекувања се дека ќе добиеме нова, обновена, интегрирана еколошка дозвола. Види се, работам. Немој да работиш, трни камера, хајде. Значи знаеш дека ова е кривично дело. Така? Временска машина со легализација на дивоградби во општина Шуто-Оризари. Фактите кои ги утврдивме преку документи од катастарот и јавно достапните историски сателитски снимки од Google покажаа дека објектите никако не смеело да бидат легализирани, оти се изградени далеку по март 2011-та. Уште малку, па ќе помине цела година од тогаш, а во јавноста не е познато дека се ближи денот кога некој ќе одговара за толку очигледното изигрување на законите. Што прави обвинителството со предистрагата за спорните легализации во општина Чаир? Почнуваме со сториите. Паѓањето од власт на Виктор Орбан не само што се очекува да ја промени политичката траекторија на Унгарија, туку и условите за бегалците од правдата од други земји што најдоа за солниште таму, меѓу кои е и екс-премиерот Никола Груевски. Идниот шеф на унгарската влада Петер Маџар рече дека неговата земја нема да биде депонија за странски криминалци и најави нивна испорака. Но дали колку таа одлука зависи од ставот на Маџар, особено што Груевски се стекнал со право да аплицира за унгарско државјанство уште во 2021 година. За правните дилеми поврзани со статусот на Груевски и што значи тоа при ново барање за екстрадиција, се разбира под услов тој да не замине од Унгарија, со Жолт Секереш, правник од Унгарскиот Хелсиншки комитет, разговара Александар Димитриевски. Петар Маѓар, човекот кој наскоро се очекува да биде нов премиер, кажа дека Унгарија повеќе нема да биде засолниште на одметници од законот. При тоа со име и презиме го спомена Никола Груевски, поранешниот македонски премиер, кој објазил во Унгарија по бегството од Македонија во 2018 година. Дали ова изјава на Петар Маѓар повеќе е политичка порака, отколку реална најава дека Унгарија наскоро ќе го прати Никола Груевски во Македонија? Well, as matters stand now, to the best of my understanding, Nikola Gruevski currently enjoys refugee status in Hungary. That's our latest information that was publicly available. Those who had been recognized as refugees, they face a periodic revision of their status that happens every 3 years after they had been recognized as refugees. And if certain conditions are met, refugee status can even be withdrawn outside of these 3-year supervision periods. But that is clearly regulated by the law, and clear criteria have to be met in order for that to be useful. Obviously, no authority can individually single out recipients of refugee status on the word of a politician. That would be against the rule of law. What must happen is that the authority, in such case, if it believes that somebody's refugee status should be withdrawn, it has to go through the official procedure in which the refugee himself, in this case, also has to be given the chance to react on the authorities' claims and the authorities' stance on why the status has to be withdrawn. And if it is withdrawn, it must be adequately reasoned in a separate decision which can be challenged in court. So there is a procedure in which it can be done. It has been done in the past. It's part of the law. It's part of EU law. But of course, legal guarantees and due process rights have to be observed. Во тој контекст, Македонија еднаш има побарано екстрадиција од Унгарија за Никола Груевски. Тоа барање Унгарија го одби уште во 2019 година токму со образложение дека Груевски има добиено азил. Може ли во повеќе детали да ни објасните како е поврзан статусот на Груевски во Унгарија со одбиеното барање за екстрадиција? Recognized refugees cannot be extradited to the country against which they seek asylum. It is the very aim and it's the
purpose of asylum, of course, that if the country against which you came to seek refuge and were granted refugee status asks the country that gave this protection to you to give you back, they don't have to. That's the point. Како што и самите рековте, тоа што го знаеме е дека Никола Груевски ужива статус на бегалец во Унгарија. Колку често треба да го обновува тој статус и можно ли е Груевски да се стекнал со статус државјанин на Унгарија? The revision procedure happens every 3 years. That's in Hungarian law. What the immigration office or the asylum authority looks at is whether the grounds on which you were granted international protection, refugee status still stand. And what they also look at is how the situation changed, improved or deteriorated in your country of origin in the time that passed since the last review procedure or the time that you were granted refugee status. Recognized refugees, they can apply for Hungarian citizenship after 3 years of receiving this international protection or receiving being granted refugee status. It's not automatic. You need to make a separate application for it, and then it's the President of the Republic who decides whether they grant you Hungarian citizenship or not. It's so-called discretionary decision. So if they decide not to, they don't have to give you the reasons why they decided not to give you Hungarian citizenship, and you cannot appeal against this decision either. So in theory, it is possible that Mr. Gruevski is already a Hungarian citizen. He had a right to apply for it. Just looking at the time that passed since he received refugee status from Hungary, but of course we have no way of knowing whether he is a Hungarian citizen already. It's a possibility. Имајќи ја во предвид низата на настани, разумно е да се претпостави дека 2027 е годината кога повторно треба да се разгледува статусот на Никола Груевски. Тогаш завршува третиот тригодишен период. Но ако ве разбирам доволно добро, ако администрацијата на новиот премиер одлучи да го стави под знак прашање бегалскиот статус на Груевски, ќе мора и да докаже дека тој ги има сите права пред македонските судски и други органи? Well, the conditions for withdrawing refugee status are very clearly set out in the law. One of these grounds is that the situation in the country of origin is no longer such that it entails that you have to be a refugee. And there's another ground which might be relevant here, which the asylum authority may want to rely on if it believes, of course, I have to stress this again, not based on a political directive, but if it believes that the conditions, and this is one of the possible grounds on which refugee status can be withdrawn, the law says that it can be withdrawn if the conditions for granting it were not present at the time of granting it either. So this is a process which can drag on for quite a couple of months, not for a year or so. It is much faster than that. The immigration office's deadline in such cases is 60 days from the moment when it initiates the procedure, and the court's deadline is also 60 days from the day when they receive the appeal against an unfavorable decision. Каква процедура треба да се очекува ако Македонија прати ново барање за екстрадиција на Никола Груевски во блиска иднина? As long as and if Mr. Gruevski has refugee status, he will not be extradited. Revoking his refugee status, withdrawing it with a final decision is a necessary prerequisite for the extradition request to be entertained by the Hungarian authorities. Против Никола Груевски има активни меѓународни потерници. Дали е можно Унгарија да постапи по нив и да го приведе? Се разбира доколку му биде укинат статусот на бегалец. Well, if the refugee status is revoked, then Mr. Gruevski is most likely also going to be expelled from Hungary, unless there is another legal ground on which he has a right to stay. This is, again, the regular legal procedure. If the refugee status is revoked and the person in question does not have another ground on which they can stay in Hungary, they are expelled. What needs to be taken into account is the family ties, family relations, to Hungary, any form of dependency with Hungarian or EU citizens. Again, these are legal requirements which have to be observed and upheld. And then if this happens,
in this procedure set out by law, then would the Hungarian authorities be in a position to really look at these requests on the merits and act upon them. Ова е исклучително хипотетичко прашање, но доколку Никола Груевски се здобил со унгарско државјанство, кои се можностите кои ќе ги има новата унгарска влада во насока на исполнување на своето ветување? Well, again, if this is extremely hypothetical, so of course my answer can only be telling you what the law says about these situations, but once obtaining Hungarian citizenship, revoking that citizenship is extremely hard, as it should be. Even if that citizenship was obtained erroneously, or the new administration believes it should not have been obtained, if there are violations of the law on behalf of the authority, the person in question cannot be held responsible for that later. That, I think, rounds counter to the rule of law, which we have to observe in such situations. And then normally citizenship can be revoked if there was a serious breach of the law on behalf of the applicant when obtaining citizenship. So there's a very high level of proof that the authorities need to hit when they're thinking about revoking citizenship. The extradition request in such cases, of course, is a different question if we're talking about a Hungarian citizen, but this is, of course, very hypothetical. So yeah, it's we just don't know enough about the situation to really engage in this discussion at this point. Ви благодарам многу на времето. Thank you very much. Нова тема. Во општината Шуто Ризари легализирале дивоградби што никнале пред само неколку години и покрај тоа што законот јасно пропишува дека тоа е дозволено само за бесправни објекти изградени пред март 2011. Врв на апсурдите е тоа што општината регистрирала барања за легализација на датуми кога според јавно достапните сателитски снимки на конкретните парцели се гледаат празни полјани. На решенијата се потпишани и поранешниот градоначалник Елвис Бајрам и сегашниот Курто Дудуш. Актуелниот прв човек на општината не ни даде интервју, но во писмен одговор од локалната самоуправа велат дека не ги отфрлаат нашите наводи, туку дека немаат начин да проверат кога е изграден одреден објект, па мораат да се потпрат на изјавата што ја дава барателот на нотар. Нема јасен одговор како е можно да архивирале барања за легализација, на пример на датуми во 2018 за објекти што се изградени во 2020, 2021 па и подоцна. Историјата е на Славица Филиповска-Иванова, која подолг период го истражуваше и документираше случајот. Шуто Ризари е многу повеќе од улицата со пазарот и затворот. Населбата се развива, како и многу други урбани места. Еден начин да се гради е единствениот законски, со обезбедено одобрение. Другата опција е да се гради незаконски, а изграденото потоа да се легализира. Тоа го дозволи законот за бесправно изградени објекти, според кој се што е изградено заклучно со март 2011 може да се легализира, ако се поднесе барање до 31 декември 2018. Тоа значи дека изграденото по март 2011 е дивоградба што нема шанси да се озакони. Но во Шуто Ризари откривме дека има и трет начин да се озакони незаконието. Под опрен глас, 360 степени доби информации, а потоа провери низ објекти од различен тип, кои се легализирани како да се изградени до 2011. Фактите кои ги утврдивме преку документи од катастарот и јавно достапните историски сателитски снимки од Google покажаа дека објектите никако не смеело да бидат легализирани, оти се изградени далеку по март 2011. Крајниот датум до кога една дивоградба треба да е изградена за да може да биде легализирана. Овој комплекс од куќи се наоѓа на улица меѓу Шуто Ризари и Визбегово. На местото во 2011 година имало ливада. Парцелата е празна и седната и годината потоа. Првите објекти се појавуваат во 2014. Типските куќи кои доминираат денеска етапно почнуваат да се гледаат на сателитските снимки од октомври 2018. До декември истата година, кога истекува крајниот рок за поднесување барања за легализација, на терен има 2 куќи во фаза на карабина и една во изградба.
Останатите ја пополнуваат парцелата во текот на 2021 година. Но според датумите на документите од катастарот, барањата за легализација биле поднесени пред да се изградат објектите. Например, барањето за легализација на објектите 8, 9 и 10 било поднесено на 24.12.2018 година, а во тој момент, како што покажавме, еден од нив бил само на темели. Куќите кои се појавиле подоцна се легализирани со барања кои, вели логиката, биле поднесени пред воопшто да почнат да се градат. Куќи се легализирали на друга локација, во близина на хотелот Бон-Бон. Таму во 2011 година ги нема двата објекта. Градбите според сателитските снимки се појавуваат многу подоцна, во 2018. Но според документите што општината ги доставила до катастарот, произлегува дека барањата за легализација се поднесени 7 години пред нивната изградба, во август и септември 2011. При тоа, едното решение за легализација го потпишал претходниот градоначалник Елвис Бајрам во 2017, а другото, неговиот наследник Курто Дудуш во 2022. И за двете легализации е наведено дека се приложени сметки од ЕВН, како и нотарски изјави на барателите дека објектите се изградени пред март 2011. Истата приказна и со оваа градба. Парцелата била празна во 2011 година. Празна била и во декември 2018. Објект за прв пат се појавува на сателитските снимки од август 2019 година. Но во документите пишува дека барањето за легализација е поднесено на 30 март 2016 година. Во прилог на барањето имало изјава заверена на нотар од барателот на легализацијата од 10 март 2016 година, па и доказ, сметка од ЕВН Македонија и покрај тоа што, подсетуваме, локацијата била празна во 2011. Сепак, градоначалникот на Шуто Оризари Курто Дудуш на крајот на 2019 година ја легализира куќата како да е градена во законскиот рок. По истиот терк е изградена и легализирана и оваа бетонска база. Во 2011 е празна полјана, исто како во 2016. Дека нешто ќе се гради навестува чистењето на теренот дури во 2021. Бетонска база се појавува во март 2025. Но барање за легализација е заведено со датум од март 2016. Решението за легализација од февруари 2023, а и во овој пример е приложена сметка од ЕВН, како и нотарска изјава. Во близина на бетонската база има и повеќекатен објект, на кој на приземјето забележавме механичарска работилница. Овде парцелата е празна се до 2016. Објект се појавува во јануари 2017. Сепак на барањето за легализација стои датум од август 2011, а решението за легализација со потпис на Елвис Бајрам е од април 2017. Наидовме на уште една градба, налик на автомобилска работилница. Сателитските снимки на Google направени во август 2011, 5 месеци по крајниот законски рок до кога некој објект требало да постои за да се побара негова легализација, покажуваат дека на плацот има стари возила. Во 2014 парцелата е чиста, а во следните 2 години повторно се полни со возила. Помалиот објект се појавува во август 2016, а поголемиот во август, но дури 2019. За двете градби наведено е дека барањето е поднесено во јануари 2016, а решението за легализација од септември 2023. Празна, во 2011 била и оваа парцела предвидена за складиште за старо железо. Таму објект никнува дури во ноември 2021 година. Но иако градба немало, на барањето за легализација стои јули 2018, а се легализирало на 30 септември 2021, пред во реалноста да биде готов објектот. Овој објект пак личи како да не е ниту дограден. Во 2011 земјиштето било празно. Парцелата се оградува дури во 2017, а есента истата година објектот почнува да се гради. Барањето за легализација од 2018, а поставката, проследена со сметка од ЕВН и нотарска изјава, завршила во април 2024. Сознанијата ги потврдивме преку вкрстување на сателитските снимки со податоците од Агенцијата за катастар на недвижности, откако побаравме увид и историски преглед на извршените запишувања на претходно споменатите парцели.
Потоа, во општина Шуто Оризари, побаравме интервју со актуелниот градоначалник или писмени одговори. Не интересираше како се легализирани објекти кои се изградени по законски утврдениот рок, односно по март 2011 и како е можно да одобриле легализации на објекти кои не биле ниту почнати да се прават кога е побарана нивна легализација. Законот за постапување со бесправно изградени објекти изречно пропишува дека барателот е должен да достави изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност, со која се потврдува дека бесправно изградениот објект е изграден пред влегување на сила на законот, односно пред 3 март 2011 година. Оваа формулација значи дека законодавецот свесно ја поставил одговорноста за вистинитоста на фактите исклучиво кај барателот. Согласно начелото за законитост и доверба во исправите, општината е должна да ги цени овие изјави како регуларни и веродостојни докази, при што не располага со законски основ за навлегување во нивната фактичка основа, ниту за преиспитување на точноста на наводите содржани во нив, освен во случај на постоење на јасни и проверливи индиции за спротивното. Од општината велат дека легализацијата е комплексна постапка и решенијата може да се донесат и многу подоцна откако е побарана. Посочуваат и дека сателитски снимки од комерцијални интернет платформи не се докази допуштени во управна постапка. Се повикуваат на месење од владата од 16 февруари 2021 година. Општина Шуто Оризари не ги отфрла вашите наводи. Напротив, ги сметаме за корисна информација што може да укаже на евентуални злоупотреби од страна на поединци. Меѓутоа, како јавен орган, ние сме должни да постапуваме исклучиво во рамките на законските овластувања и согласно доказите што законот ги предвидува. Владата во 2021 година јасно стави до знаење дека Google Earth не е доказ за овие постапки и дека користењето на таков сервис, услуга, води кон нееднаква примена на законот. Општина Шуто Оризари го почитува овој став и доследно го применува. Она што можеме да го направиме и што јавно го ветуваме е следново. Доколку надлежните инспекции или обвинителството утврдат дека за некој објект е донесено решение врз основа на лажна документација, општината веднаш ќе постапи согласно членот 124 од Законот за општа управна постапка и ќе го огласи тоа решение за ништовно. Инаку, пред зградата на општина Шуто Оризари екипата на 360 степени беше дочекана од непознати лица, кои без да кажат кои се и кого представуваат, ни бараат дозвола за снимање, иако од јавна површина снимавме јавен објект. Види се, работам, Немој да работиш, трни ја камера, хајде. значи знаеш дека ова е кривично дело. Добро, Така? трни, хајде. Другар, може да викнеме полиција? Можеш да викнеш. Може, да. И ќе те тргна тони. Пошто ја имам легитимација, е. Ако А по сакаш, кој налог? По кој налог ти зашто прес. снимате? Зошто? Значи јас службено сум дојден, Кој е налог може зашто да да се тргнеш снимаш? од тука. А зошто да снимаш? Затоа што тоа ми е работа. И што е проблемот сега ако се снима општината? Извини, имате дозвола за тоа или? Дозвола не треба. Ова е јавна површина Така? и може МВР да се викне ако има некаков проблем Така? и они ќе го решат проблемот. Аха. Е така. Откако телефонски реагиравме кај администрацијата, попречувачите се тргнаа. Законот за постапување со бесправно изградени објекти беше објавен во службен весник на 24 февруари 2011 година. Стапи на сила 8 дена подоцна. Во членот 2 став 2 јасно се вели дека легализацијата е можна само за објектите изградени до тој момент. Предмет на овој закон се бесправните објекти од ставот 1 на овој член на кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите представуваат градежна и функционална целина. Колку ли пати временската машина свртела во шутка. Начинот на кој се изигрува законот за легализација во Шуто Оризари не е првиот случај што 360 степени го документираше и го обелодени. Кон крајот на 2023 објавивме серија стории за иста шема во општина Чаир, но таму се легализирани цели стамбени згради, некои со по стотици станови. Обвинителството тогаш отвори предистражна постапка. Нови предмети беа отворени кога тогашната градоначалничка на Скопје, Данела Арсовска, објави дека не само што се спорни легализациите во Чаир, туку дека тоа било правено со фалсификувани документи.
Александар Димитриевски праша во обвинителството до каде се со предистрагите, а ни носи и нови моменти кои покажуваат дека всушност целиот систем за легализација е дивоградба. Поминати се околу 2,5 години, откако ја објавивме првата од серијата стории со кои покажавме како во општината Чаир се легализирале дивоградби кои не го исполнуваат основниот услов да биле изградени до март 2011 година. Оваа зграда покрај булеварот Никола Карев е легализирана на крајот на 2020 година. Иако објектот е легализиран како да постоел во 2011 година, до 2018 на терен немало ни трага од зграда. Парцелата почнува да се расчистува во декември 2018 година, а зградата е готова во септември 2020, непосредно пред легализацијата. Јавно објавивме уште десетина вакви случаи. Имавме уште толку други за кои немаше место во нашите извештаи. Како воопшто се легализирале дивоградби кои не го исполнуваат условот да се изградени до март 2011 година. Од општината тогаш не одговорија: барателот е оној кој што поднесува изјава заверена на нотар за тоа кога е изграден објектот. А тие, како локална власт, немаат законска можност да проверат дали изјавата е точна. Но тоа не ја одговори дилемата која логично се наметнува, ако се знае и дека последниот рок за поднесување барања за дивоградби беше 31 декември 2018 година. Како е можно да се поднесени барања за легализација на дивоградби кои воопшто не се изградени? Еве два можни одговори. Едната е самите инвеститори да поднесувале барања за легализација до општината со дадена изјава на нотар, иако се уште не почнале да го градат објектот кој што треба да се легализира. Вториот можен одговор е општината Чаир да си чува место или пак да си додава нови бројчиња во старите уписници од претходните години. По серијата објави на 360 степени, јавното обвинителство отвори предистрага. Они нека ја вршат своја работа, ние све што ќе побараме тука сме. Ако има неправилности ќе одговараме, не. Како медиуми ние објавивме дека дел од зградите реално не постоеле пред 2011 година. Дали вие како општина ќе постапите некако? За тие има изјава од собствениците што аплицирале. Така, но бидејќи сега знаеме дека изјавите се лажни, дали вие ќе постапите на некој начин или? Ја не сум обвинител со да настапувам. Мислев кон барателите на легализација, дали вие како општина ќе постапите? Нека судот одлучува, врз база на тоа што ќе одлучуваме и ние. Сето ова се случуваше во ноември и декември 2023 година. Кога ни дојде на гости во јуни 2024 година, тогашниот државен јавен обвинител беше воздржан за текот на постапката, иако беа поминати 6 месеци од нејзиното отворање. Се прибираат докази, како материјални, така и вербални, постапката е во тек, не можем никакви во моментов евентуални детали за тоа да ви кажам. Коцевски и натаму беше на функцијата државен јавен обвинител кога воочи на локалните избори. Во пролетта и летото 2025 година, нови агли во целиот случај отвори тогашната градоначалничка на Скопје, Ганела Арсовска. И го чекаме Визор Ганио да дојде да се јави на главна каса. Значи, одговорен си и треба да докажеш сега во овој момент како си успел да ги упишеш овие легализации во катастар, имотни листови, дечко, да им побарахме овие, без да имаш документи од град Скопје. Од град Скопје ти е вратено дека оваа дивоградба си ја правил во изминатата година, а не во 2011 година. Повиканиот градоначалник на Чаир реагираше брзо, барем за тој случај. Правниот основ за уписот на легализацијата која што беше запишана беше решение за легализација доставена од овластено лице, а тоа е градоначалник на општина Чаир, за која што подоцна се дозна исто така во јавноста дека беше поднесено барање и за бришење на легализацијата и повторно можам и морам да напоменам дека од страна на општина Чаир како професионален корисник кој што доставува предмети до нас, до Агенцијата за катастар на недвижности, ни беше доставен правен основ, а тоа е решение за поништување на легализација. Никој не го прави ова, ти што го правиш, криминалец уеден. Арсовска продолжи да објавува нови примери на противзаконски легализирани дивоградби. Последиците од антидатирањето во некои случаи беа повеќекратно апсурдни. Иновацијата е што господинот Беки Маземи е најмладиот предприемач во Република Македонија во изминатото столетие.
Тој ја изградил според документацијата која што ни ја презентира Висарганију, односно за која што лаже Висарганију, ја изградил оваа зграда во 2010 година, кога имал само 11 години и поднел своерачно изјава и барање за легализација на оваа зграда, кога имал само 12 години. Затоа не е ни чудо што сме ние четврта најака економија во Европа, затоа што нашите млади, уште 12 годишна возраст во Чаир, се стекнуваат, односно градат згради и аплицираат со барање и стануваат милионери. Обвинителството почна да постапува по документите кои Арсовска ги достави до нив. Уште малку, пак е помине цела година од тогаш, а во јавноста не е познато дека се ближи денот кога некој ќе одговара за толку очигледното изигрување на законите. Па прашавме и сами, што е преземено и до каде се отпочнатите предмети. Во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција се постапува по кривичните пријави поднесени од поранешната градоначалничка на град Скопје и предметот е во предистражна постапка. Издадени се низа наредби до Министерството за внатрешни работи, а се преземаа и други дејствија. Дополнително, предметот во кој постапуваше јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје е доставен на надлежност во Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и споен со овој предмет. Во меѓувреме, предметот го наследи новоизбран јавен обвинител кој ќе треба истиот да го проучи и да донесе одлука за текот на понатамошната постапка и донесување на евентуално нови наредби и преземање на други дејствија. Не добивме одговор кога може да се очекува јавно обвинителска одлука, односно затворање на предметите или отворање истрага. Законот за постапување со бесправни објекти во себе има вграден механизам кој требаше да спречи да се легализираат дивоградби преку лажни изјави или антидатирање документи. Едноставен е. Општините требаше да водат регистар за сите поднесени барања за легализација, при што членот 26 предвидува. Примерокот регистарот доставуваат до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа за уредување на просторот, во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на барање за утврдување на правен статус. Имајќи предвид дека крајниот рок за поднесување на барања за легализација се продолжуваше 3 пати, тоа значи дека секоја општина треба да има испратено по 3 примероци од регистрите до надлежното Министерство за транспорт. Па, од овој владин ресор побаравме список колку општини имаат поднесено регистар по последното продолжување на рокот за поднесување барања за легализација до 31 декември 2018 година. Според деталниот преглед што го добивме, од вкупно 80 општини во земјава, само Боговиње, Богданци, Новаци и Сарај ја исполниле законската обврска да достават регистар на поднесени барања за легализација согласно последните измени од законот. Тоа значи дека кај сите останати 76 општини на број, се уште постои можноста регистарот да се дополнува до ден денес. Тоа се разбира е противзаконски. Но кој би можел да докаже дека нешто е допишано, кога не постои втора копија од регистарот, запечатена во 2018 година и депонирана во Министерството за транспорт, а која што би служела за споредба. На оваа тема поставивме серија прашања до 10 поголеми општини. Ни одговорија од Битола, Куманово, Кичево, Гостивар, Тетово и Скопски аеродром. На прашањето зошто немаат поднесено до Министерството копија од регистарот заклучно со 2018 година, од Тетово одговорија дека воделе електронски регистар. Од Кичево не добивме конкретен одговор на тоа прашање. Од Гостивар ни кажаа дека регистарот го има ископиран управата за финансиска полиција уште во 2019 година. Од Битола објаснија дека тоа било работа на тогашното раководство. Доколку тогашната локална самоуправа не ја исполнила законската обврска во законски предвидениот рок, актуелната локална самоуправа не може да даде одговор за причините за таквото непостапување од страна на тогашната локална самоуправа. Од аеродром пак најавија внатрешна истрага. Во таа насока, по добиените прашања од вашата редакција, општината спроведува интерна постапка со која детално ќе се утврдат причините поради кои оваа законска обврска не била реализирана во предвидените рокови. Од Куманово, дека веќе го имаат поднесено регистарот. Регистарот за барање од рокот 2015 и 2016 година е доставен веднаш по комплетирање.
а дополнително заедно со регистарот за барање од 2018 година, во јануари 2019 година повторно се доставени сите регистри. Ниту една општина не кажа дека ќе го достави регистар. На едно од нашите следни прашања, како може да гарантираат дека регистарот не е дополнуван со барања за легализација за објекти изградени по 31 декември 2018 година, добивме шаренолики одговори. Од Тетово добивме сличен став како во 2023 од Чаир. Согласно Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, секој подносител на барање е должен, како прилог кон барањето, да достави нотарски заверена изјава дадена по целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека бесправниот објект е изграден пред 2011 година. Следствено, секое поднесено барање се темели врз документација и изјава доставени од страна на подносителот во согласност со важечката законска постапка. Од Кичево пак одговорија. Со сигурност може да потврдиме дека во регистрите за поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, како и во упесниците на општината, не се додадени, допишани барања по 31.12.2018 година, но со антидатиран датум пред 31.12.2018 година. Од гостивар ни го пратеа точниот број на примени барања според временските интервали во законот и тврдат дека направени се и редовни и вонредни контроли од управна инспекција и може да проверите дека бројот на поднесени барања е истиот. Куманово аеродром имаат сличен став, дека начинот на архивско работење им овозможува увид и следливост на поставките. Одговорот од Битола отвора и друга дилема. Регистар бил изготвен во 2022 година, по доаѓањето на новата локална власт. И велат, може да тврдат дека не се допишувани предмети само за периодот од 2022 па наваму. Дека целата законска процедура за легализација на бесправни градби и самата станала институционално одобрена дивоградба, говорат и други фрагменти кои дури сега го добиваат своето полно значење. Уште во 2018 година, тогашниот градоначалник на Веле Саце Коцевски тврдеше дека се обидел да спречи легализации на дивоградби кои очигледно били изградени подоцна од март 2011 година. Јас не подпишувам ни еден акт за легализација на бесправно изграден објект, доколку на Google снимките во март 2011, кога е стапен во сила на законот, тој објект не постоел. Меѓутоа, во второстепена комисија ни ги одбиваат нашите документи и пресудуваат во полза на странките, иако таму било ливада, немало никаков објект, затоа што законот не предвидува како доказ да се користат сателитските снимки од Google, туку само изјавата на странката која е дадена на нотар. Со тоа, кругот се чини затворен. Полза, јасно е, имаат само оние кои покрај сите отстапки и натаму работат без да ги почитуваат законите на државата. Продолжуваме со емисијата. Екоактивистите имаат голем број барања и големи очекувања од постапката за обнова на интегрираната еколошка дозвола за цементарницата Усија во Скопје, која е во тек. Барат за острување на критериумите и построга контрола на емисиите на штетни гасови. Од Усија пак очекуваат во транспарентен процес да им се обнови дозволата. Во историјата што следува, Зоран Јовановски влегува подлабоко во темата и ги носи ставовите на сите засегнати страни. И оваа, како и минатите зими, скопјани протестираа против загадениот воздух. Разликата овој пат е што фокусот беше на цементарницата Усија, фабрика која при градбата била надвор од градот, но денес е обкружена со куќи и згради. Цементарница заслужува веднаш да се тргне. Веднаш да се тргне. Сите сме свесни дека Усија и индустријата е број еден загадувач во сите градови. Кога институциите дозволуваат загадување, тие свесно го загрезуваат правото на живот на децата. Протестите против Усија се случуваат во година кога компанијата треба да ја обнови интегрираната еколошка дозвола. На 12 март Усија повторно ќе аплицира за да ја
да ја обнови дозволата. Тука е моментот каде што ние како народ вистина можеме да влијаеме да не загадуваат. А интегрирана дозвола бараат и добиваат и над 100 други компании во земјава. Таа, меѓу другото, утврдува кои се дозволените граници на емисии и како се следи нивното почитување. Иако државата досега нема утврдено дека УСИЕ ги прекршиле правилата од дозволата, надлежните најавија дополнително внимание кога ќе го разгледуваат барањето. Тука сметам дека колегите од управата и министерството треба да бидат поригорозни и малку да се обрне поголемо внимание, не дека досега не се обрнало, но еве сега под притисок на јавноста да бидат поотворени и повнимателни во пишувањето на дозволата. Проверивме докаде е постапката и што реално може да се очекува. Уште еден вообичаен беше работниот ден во кој неделава ја посетивме фабриката УСИЕ. Компанијата работи непречено, согласно дозволата од 2020 година. Во март годинава веќе аплицирале за обнова на А-интегрираната еколошка дозвола. Обемната документација од над 700 страници е намаса во Министерството за животна средина. Во неа се информациите за условите, горивата, технологиите, мерките, но и за емисиите на штетни гасови. Министерството има период од 30 на дена во кој што тие детално го разгледуваат и имаат простор доколку сметаат дека нешто треба да се дообјасни плюс да побараат појаснувања. Моментално сме до таму. И покрај силниот јавен притисок, во УСИЕ не очекуваат изненадувања, ниту променет однос на институциите кон нив. Нашите очекувања се дека во еден процес на стручна дебата и соработка ќе добиеме нова, обновена А-интегрирана еколошка дозвола, која што ќе ги пресликува барањата од националното законодавство, кое што пак е усогласено со европското. Не очекувам да има разлика, затоа што и претходно Титан УСИЕ, како што ви спомнав, и беше мониторирана, и постоеа и јавни дебати, и контрола, така да на истиот начин очекуваме со одговорно работење да продолжиме. Контролите на кои се повикуваат во УСИЕ досега не покажаа дека ги кршеле правилата и параметрите од А-интегрираната дозвола. Активистите сепак бараат повеќе од институциите. Инсистираат на повисоки стандарди при продолжувањето на дозволата, бидејќи сметаат дека сегашните правила датираат од 2007 година и дека на фабриката и дозволуваат легално повисоко загадување. Другите барања секако се 24/7 да се мониторира, некако сега кај што PDF документ се дава од кисела вода, кај што има огромни празнини во самото мерење, нормално дека се сомневаме дека тогаш се случува најголемото загадување. 24/7 да биде директно поврзано со Министерството за животна средина, кога ќе се надминат тие вредности, да се гаси фабриката во денови на топлотна инверзија, кога најзагадено, исто така да не може да работи, да се прекине копањето на рудникот со Лапарец, да се акредитира Македонската државна лабораторија за загадување, односно за мерење на загадување на воздухот, како и да законот за деловна тајна, каде што се деловите колку загадува, односно на кој начин горат во самата фабрика, да сепак тоа биде јавен податок. Велат дека ќе бидат истрајни во своите барања. Нашите бели дробови немаат цена и ние ги браниме до крај. Така да во случај да видиме дека не се постапува по тоа, дека Министерството за животна средина не работи во служба на граѓаните, туку работи на служба на една фабрика што е во моментов позади мене, секако дека ќе реагираме за тоа да не се случи понатаму. Фактите сепак велат дека голем дел од барањата на активистите не се предвидени како мерки или обврски во ниту еден закон. Не само за УСИЕ, туку и за другите компании што работат според А-интегрирани дозволи. Например, во Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека согласно закон, мерењата на емисиите паѓаат на товар на загадувачот, бидејќи се скапи и комплексни. Се согласуваат само со барањето дека резултатите од мерењата треба да бидат потранспарентни. Последниот брифинг што министерот го одржа, кажа дека ќе се заложи максимално
да го воспостави регистарот за загадувачи, кој што заправо е алатка која што сите анализи, уште еднаш ке повторам, ги прави транспарентни за јавноста. Значи, ова не фали и ова треба на овој сегмент да се работи. За барањето на активистите, фабриките да се исклучуваат при високо загадување на амбиенталниот воздух, објаснуваат дека тоа не би било од голема полза. Во тој случај ќе направиме поголемо загадување, пошто за сите тие што го познаваат производниот процес, поготово процес кој што вклучува високи температури, што значи печки, котли и така натаму, секој switch off on изискува големо загадување, што значи ако се усогласиме со тоа барање, можам да кажам дека не сме направиле ништо. УСИЕ тврди дека и сегашниот систем за мониторинг на емисиите на гасови што се врши од акредитирана надворешна лабораторија е веродостоен. Сепак, немаат ништо против државата да си ја преземе таа обврска. Секако дека е за поддржување доколку владата и министерството одлучат да ја акредитираат државната лабораторија за животна средина, па таа да стане референтна лабораторија. На неколку наврати имаше такви обиди и мислам дека не само Титан УСИЕ, него целата индустрија тоа би го поддржала. Знаете, и од еден практичен аспект. Не е едноставно да се повикува лабораторија од странство, затоа што нема многу акредитирани лаборатории во Македонија и не се акредитирани за сите параметри. Тоа е друг проблем и сме на некој начин приморани да бараме услуги од надворешни лаборатории. 360 степени ја контактираше и швајцарско-германската компанија што ги врши мерењата на емисиите во УСИЕ. Нивната регионална канцеларија е во Словенија. На тврдењата на екоактивистите дека мерењата се вршат со прекини, одговараат дека следењето е континуирано. The system is designed in a way that it's connected with the plant, yeah? And there are special regulations behind this reporting of the results. Yeah? So meaning that when the plant is in shutdown, the software is connected with the plant and it sees that the plant is not in operation, and then there is no results. Yeah? As soon as the plant is on, there is a signal to the software that the plant is on, and it starts measuring the gases, the emissions from the stack. Yeah? That means that basically it's nothing to do with the operator, that they can say, okay, now measure or now you don't measure. The system is designed in a way that it's automatically connected with the plant and communicates with the plant and starts to generate the report as soon as the plant is in operation phase. Уверуваат дека во Македонија мерат како и низ цела Европа. Методите се со германски сертификати, направени да се отстрани човечкиот фактор. The system is basically as a black box, so you cannot enter into the system and change some parameters or something like that, because it's certified and it has to be designed in a way that the operators cannot interfere with the measured values and reported values. Во однос на барањето на екоактивистите да се запре со ископот на Лапорец, од УСИЕ велат дека тој е основната суровина за производство и причината зошто фабриката е изградена токму на таа локација. Тоа што можат, го правеле и досега, навремено да го рекултивираат земјиштето според најдобрите рударски практики. Што се однесува до правната рамка, од цементарницата се децидни дека, иако најновата апликација се поднесува според актуелните закони, стандардите што се обврзуваат да ги почитуваат се според строгите правила што ќе стапат на сила следната есен. Новиот закон за индустријски емисии стапува на сила во септември до година, но тоа не значи дека нема да работиме и да се усогласуваме согласно последните референтни документи за најдобри достапни техники од 2013 година. На таков чекор повикуваат и од Министерството, не само до УСИЕ, туку до сите што се засегнати од законските измени. Сите оператори кои што доставуваат барање, било за дозвола, обнова, измена и така натаму, им сугерираме да ги прифатат новите услови од новиот закон, кои што за некои индустрии ќе бидат многу поригорозни,
И сето ова во име на рационално користење на време, нели, пошто идната година, кога законот ќе почнеме со имплементација, фактички по барање на Министерството сите дозволи ќе бидат сменети. Додека ставовите на екоактивистите, државата и раководството на УСИЕ во значителен дел се разидуваат, прашавме експерт од областа на квалитетот на воздухот. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Дејан Мираковски, кој раководи со Универзитетската лабораторија за испитување квалитет на амбиентален воздух, ни даде поинаква перспектива за емисиите од УСИЕ, низ бројки. Би се работело за бројка некаде од 20 до 30 тони суспендирани честички годишно. Тоа е вкупната емисија на цврсти суспендирани честички, азотни оксиди и сулфур диоксид. За Скопската котлина домаќинствата емитираат годишно од некаде околу 2500 тони суспендирани честички од согорувањето на дрва. Тука влегуваат загревањето на резиденцијалните објекти и на јавните објекти кои што користат такви системи за затоплување на нафта, мазут и така натаму. Тие 2500 тони од загревањето се емитираат во дел од годината, значи во период од 6 месеци, се емитираат во период од 6 месеци, што ги прави многу поголем товар. Овие се емитираат, индустријата обично работи цела година, а конкретно објектите како цементара па ги намалуваат капацитетите ради ремонтите и ради потрошувачката на тој тип на производи се намалуваат во текот на зимските месеци. Што значи имате емисии во текот на цела година од 20 на тони и имате емисии во текот на 6 месеци од 2500 тони. Математиката да не испадне проценти, сега може сам да ја направи секој што сака да ја направи. Се согласува и со барањето, изменените вредности на емисиите да бидат јавно достапни во секој момент, во живо. Само со транспарентност, вели, може да се врати изгубената доверба. Денешните технологии овозможуваат да функционираат и тие системи и да имаме животна средина, здрава животна средина, доколку се почитуваат во целост препорачаните најдобро достапни техники и се применат сите мерки. Може да функционираат. Или бар функционираат во Европа и во светот. Сега за кај нас некако не е убедена јавноста дека е возможно. Јас лично сметам дека е возможно. Технички возможно. И доколку сакаме, можеме. Актуелната А-интегрирана дозвола на УСИЕ има важност до март 2027-та, до кога властите треба да напишат документ што ќе гарантира функционална индустрија и заштита на животната средина воедно. До крајот на емисијата уште новата саботажа. Дебатата во Градскиот совет прерасна во бурна расправа мотивирана од барањето на опозицијата за утврдување на идентитетот на функционерите кои го смениле ставот, особено околу војувањето на така наречениот барата. Сакам да ве прашам дали го познавате човеков на сликава. Тоа е Наум Стоилковски, Наум Стоилковски, портпаролот на ВМРО ДПМН, сега советник на Христијан Мицковски. Разбирливо е дека станува збор за познат лик, но со оглед дека има средно стручно градоначалникот на Скопје, веројатно затоа што има учено такви предмети. Наместо одговор на забелешката, пред советниците почна да ги покажува своите знаења од областа, давајќи анамнеза за состојбата во која се наоѓаат сите, кои со прекор гледаат на промената на позициите. Прво, сериозна дискусија со човек кој што има проблем со однесувањето не може да има, особено со психофизичката состојба. Дискусијата продолжи со иста динамика, особено затоа што завидни познавања известно има и советникот кој на истиот начин и во истиот стил возврати на карактеристиките од здравственото досие кои не му беа упатени. Тоа што на секоја критика реагирате како што реагирате, тоа зборува и за вашето психичко здравје. Јас нема да сум тој што ќе го коментира, има луѓе што ќе го коментира. Отсуството на адекватна диплома сепак не значи дека градоначалникот е подготвен да се откаже од веќе дадената дијагноза. Во секој случај се разбира иако како лаборант нема право да пишува ниту да предлага терапија. Тој е решен да даде приоритетен пат.
Ама види, ја како да ти кажам, ја не сум раководител на душевна институција. Се искрено ти кажам. Ја не сум медицинско лице. Средно ја медицина завршено. Да превршиме со Можам дискусија. крв да ти земам. А таа без памукче со лепенка на местото на венепункцијата продолжува да тече низ клупите во градскиот совет, па не останува ништо друго освен кавгата да проложи, но со користење на зборови кои го отсликуваат нивото на конверзација меѓу закрвените. Значи навредуваш, повишуваш тон и те трпам, те толерирам 4 месеци наназад. Да, стварно. Еве се продолжуваш. И ќе ме трпиш уште многу. Сепак, забелешка за ваквата расправа имаат останатите советници од опозицијата. Само тие сметаат дека градоначалникот незаслужено се кити со своите звања, укажувајќи му дека нивниот стайлинг го отсликува неговиот профил. Сега ги примети вече. Да имате и музичка кореографија. Маичките почитуван градоначалник ни се производ на вашата креативност. И на крајот, кога новиот шаршиски и муабети за начешма им нема крај, па некој намерно форсира брз финиш. Сега не гледам зошто се брзаме. Ако треба да одите дома, слободно назначете заменик председател на советот. Почитувана, не се грижете за тоа дали јас ќе одам дома, кога ќе одам. Многумина од градот, па и од општините треба да си одат по дома. Не за друго, од и градот и онака не го чувствуваат како свој дом. Гледавте 360 степени. Пријатно до следното наше издание в понеделник.